Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата посветена на здравјето, а воедно и вашиот советник за здравје, Второ мислење. Во продолжение ќе имате можност да слушнете нешто повеќе за третманите во физикалната медицина. Останете со нас. Кои се третманите кои што се користат во физикалната медицина и кога всушност треба тие да се употребат? Во продолжение ќе ни одговори доктор Маја Морачанин, специјалист физијатар. Добро утро, добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Ова е доста широка тема, намерно одбрав оваа широка тема затоа што некако сакам повеќе да ги запознаеме гледачите со физикалната медицина и повеќе да допреме до нив и да им покажеме дека постои решение буквално за оние проблеми кои што ги имаат. Па кажете ми кои се сите оние третмани кои што може да ги искористат луѓето доколку имаат некои состојби на нивното тело? Физикалната медицина и рехабилитација е специјалистичка гранка во медицината која користи различни облици на физикални агенси во цел за лекување, третман на различни заболувања. И во тој поглед е доста широка гранка, затоа што рехабилитацијата опфаќа различни патологии, различни болести и во таа смисла е вистина применлива во многу други дејности, не само она што ни е нас познато најчесто нели како заболување на мускулно-скелетниот систем, туку и во други области од медицината се користи и различни агенси се користат. Сосема, значи, како што има во другите вака попознати, да речеме, различни видови на лекови, така и во медицината користиме различни видови во физикалната медицина, различни видови на физикални агенси кои што се различни видови на терапија кои ги користи физикалната медицина и најчесто ги комбинираме. Значи, ретко кога се одлучуваме за монотерапија, само еден вид на терапија да се дава, најчесто се тоа комбинирани 3, 4, 5 процедури, зависно нели од дијагнозата, од состојбата на пациентот и така натаму. Она што најчесто се користи, што им е познато вака на гледачите, е користење на топлотната енергија во смисол на лекување. Исто така тука спаѓа и криотерапијата, значи користење и на ладни процедури, не само топлински кои се греваат, потоа користење на светлината, тука спаѓаат инфрацрвените, ултравиолетовата светлина, како понови терапии, ласерската терапија, потоа магнетотерапијата, ултразвучната терапија, добро позната на сите, електротерапијата, значи користење на струја за лекување. И тука во електротерапијата тоа исто така една многу широка група во која се користат различни облици на електрична енергија, практично на струја за лекување на пациентите, па имаме една широка лепеза, например галванска струја, диадинамски, интерферентни струи, така натаму, така да вистина широк спектар на терапии. Секако важно е да споменеме и кинезитерапијата како составен дел од лекувањето во физикалната медицина и рехабилитација, а тоа е терапија со вежби. Така да тоа е неминовен составен дел од третманите. Така. А физикалната медицина е нова гранка во медицината, можеме да речеме дека е поприлично нова, така што каков е одзивот кај луѓето, како ја прифаќаат физикалната медицина, затоа што те рековте дека може да се користи при други заболувања, не само во мускулно-скелетниот заболување во мускулно-скелетниот систем, него може да се користи при други здравствени состојби. Да, тоа е како гранка во медицината една од поновите специјалистички гранки, но од дамнешни времења се користела практично лекувањето со физикални агенси, уште нели од стари времења бањското лекување и така натаму било познато, што значи имаме вака едно долго искуство како човештво, но од медицински аспект една од поновите гранки. Пациентите ја прифаќаат, значи запознаени се дека лекувањето со физикална медицина може да биде од корист кај различни состојби, но сепак кај нас е прилично ограничено на лекување на заболувања на мускулно-скелетниот систем, исто така и во невролошки некои состојби, кои што се поврзани со централниот, со периферниот нервен систем. Познато е нели дека задолжително е рехабилитација после цереброваскуларни инсулти, значи мозочни удари и така натаму, исто така и после одредени кардиолошки состојби, например инфаркт, се задолжително се препорачува
рехабилитација во пулмологијата, да речеме кај астма, хронични бронхити и така натаму, во состојби, да речеме, од ушните заболувања, синусити и така натаму може да се третираат, од гинекологијата исто така, некои хронични воспалителни состојби, да речеме, на овариумите, на јајниците и така натаму, така да е вистина широко, може да биде широко променувана, но кај нас еве сме повеќе ориентирани на овие состојби, нервни, мускулно-скелетни заболувања. Така. Кажете ми, диагнозата кога станува збор за мускулно-скелетните заболувања и пред да се даде оној третман, дали диагнозата ја правите вие како специјалист физијатар или претходно доаѓа пациентот веќе со подготвена и со направена диагноза? Не, тоа е една од главните задачи на специјалистот физијатар, да направи преглед на пациентот и да одреди соодветна, да постави диагнозата, па врз основа на тоа да препорача, да препише соодветна терапија од оваа широка лепеза што споменавме претходно за кој начин на лекување ќе се реши. Диагностиката е многу важна, затоа што инаку не може ни лекувањето да биде соодветно. Се прави клинички преглед на пациентот, за нас е тоа многу важно. Секако тука користиме и дополнителни диагностички процедури, рентген снимки, обични магнетни резонанци, компјутер, електромиографија, лабораториски анализи и така натаму. Ако ни е нешто потребно за да диагностицираме, препорачуваме и друг вид на диагностика, но пак ќе кажам, акцентот е на клиничкиот преглед, значи на моменталната состојба на пациентот. Тоа мислам дека е важно и за гледачите да објасниме, бидејќи често пати се случува пациентите да ми кажат: ама еве јас имам таква диагноза како некој друг, ама тој бил лекуван со други терапии, а јас со други терапии. Че тоа е сосема различно. Некогаш диагнозите се прешироки за да можеме само врз основа на некоја диагноза да препишеме терапија. Пример, ако се зборува за една дискус хернија, таа може да варира, иако е хронично заболување, но може да варира од мирна состојба, значи потполна ремисија, без никакви тегоби, до една акутна состојба со болка, со неможност за движење, за функционирање и така натаму. Така што терапијата е многу различна дали е пациентот во мирна велимерна фаза или е целата состојба акутизирана и бара сосема поинаков третман. Некогаш препишуваме и лекови, или соодветно, ако има потреба, така да не се ослонуваме секогаш само на овие типично физикални процедури, туку користиме и различен вид на лекарства, нели пак зависно од состојбата која што. Правите комбинација на некој начин, така? Како што рековте, повеќе третмани користите, можеби за една состојба. Да, некогаш апсолутно се комбинира и едно со друго. Обично прво тоа и матичните најчесто препишуваат, да речеме, лекови, оти пациентот прво нели таму се обраќа кај матичен лекар и често се случува да добијат некоја аналгетска терапија за да се смири болката, евентуално ако се направат некои диагностички процедури и потоа ги препраќаат на специјалист физијатар, но некогаш доаѓаат пациентите и директно кај специјалистот физијатар, така да ние ја завршуваме таа диагностика и одредуваме терапија, но сепак ќе кажам, многу е важна моменталната клиничка состојба на пациентот. Од тоа зависи лекувањето, да. Кажете ми, зашто најчесто доаѓаат и зашто најчесто бараат пациентите помош кај вас? Кој е оној проблем кој што е најчест кај луѓето? Најчесто доаѓаат поради хронични дегенеративни заболувања на мускулно-скелетниот систем. Тоа е најчеста патологија во амбулантски услови во физикалната медицина. Тоа се дегенеративни заболувања на рбетот и зглобовите. Причината е за нив, тоа е еден, да речем, природен процес на старење, дегенеративен процес, но поради стилот на живот кој што го имаме и други ризик фактори, се почесто сретнуваме кај помлада популација ваков вид на проблематика. Најчесто е сепак заболувањето на рбетот, во смисол на дископати, дискус херни, спондилоза, спондилоартроза, и тоа во предел на вратот и на крстот, лумбалниот дел, тоа се најчести проблеми кај рбетот и се поврзани секако и со генетска предиспозиција, но како што напоменав, стилот на живење, што значи долготрајно седење во неправилна принудна позиција, седење пред компјутер во лоша положба, недоволна физичка активност, значи невежбање и така натаму, слаба мускулатура,
Тоа погодува за развој на вакви заболувања и затоа се почести и во со поинтензивна клиничка слика, баш ограничување во активностите на пациентите и затоа бараат помош и се лекуваат. Секако доаѓаат и заради гонартроза многу често, малку повозрастни, да речеме, пациенти. За разлика од овие кои имаат проблеми со рбетот, тие се негде од прилика возраст најчеста, тогаш и најчесто дискус херните се јавуваат меѓу 30 и 50 година од животот, а гонартрозата малку подоцна кај повозрастните пациенти, но секако и таа е голем проблем затоа што болката доведува до ограничување во мобилноста, во подвижноста на пациентот, значи не е во состојба нормално да ги обавува своите секојдневни активности и затоа се препорачува лекување со физикална медицина. Така. Најчесто пациентите, односно луѓето кога имаат јака болка, тогаш некако знаат да се обратат кај лекар, кај доктор. Кажете ми, што во такви ситуации, затоа што болката претпоставам дека веќе е она алармантна ситуација дека нешто се случува со организмот на човекот. Што вие како физијатар преземате, особено кога станува за дискус хернија или ишалгија? Што во таа ситуација? Да, најчесто болката е таа која ги води луѓето на лекар и тоа е една, да речем, природен аларм кој го имаме, така е во природата создадено, за да болката ни кажува практично дека нешто не е во ред со нашиот организам, дека има проблем. Ретко кога одеднаш така почнува акутна болка без претходни знаци. Но ние ја занемаруваме обично таа некоја лесна болка, повремена, па ќе се јави, ќе ја снема, ќе се повтори после некое време и практично забораваат пациентите дека некогаш и имало некој предзнак, некоја помала болка со помал интензитет. И кога ќе дојде моментот кога е вистина болката изразена, трае долго време, тогаш секако се јавуваат на лекар. Но во тек на анамнезата, кога прашуваме нели кога почнала болката и како се одвивало, ќе се потсетат дека да речеме па и пред една година ме болеше, ама не така, или беше само крсна болка, не била болка долж ногата, кога зборуваме за шалги и така натаму. Така што има една историја практично таа болест, но пак ќе кажам, за жал, најчесто доаѓаат кога е вистина алармантно, да. Но сепак и тогаш може да се помогне, доколку е вистина изразена болката, особено кај шиалгиите, тоа се вистина болки кои што се со силен интензитет, не може пациентот да функционира, да ги обавува секојдневните активности. Често е невозможно да се најде и позиција во лежење во која што не би имало болка. Се препорачува и медикаментозна терапија со цел да се намали болката и после тоа да се смират малку тегобите и да се започне со физикална терапија. Исто така во тие случаи препишуваме и ортопедски помагала, да речеме кога има лумбоишиалги по потекло од дискус херни. Тоа се лумбални корсети, така с појаси, вака како се велат народно, за да се направи една имобилизација на тој сегмент од рбетот, пак со цел да се растерети, да се намали болката, да се намали компресијата на коренот на нервите. Оти точно тоа е феноменот што се случува. Дискус хернијата практично значи дека дискот што се наоѓа меѓу пршлените е изместен од своето нормално лежиште и доаѓа во контакт со ишијадичниот нерв кој слегува од тука, прави компресија и така одат сите тие тегоби, болка долж нога или трнење, отрпнатост на ногата, чувство на жарење и така натаму, пак е централно потеклото од рбетот. Секако тоа е важно и во диагностиката, не смееме да пропуштиме, оти не значи дека секоја лумбоишиалгија е како резултат на спондилоартрозни промени или дискус хернија, значи вака како најчести дегенеративни, затоа може да се крие и друго заболување. Многу често некои, да речеме, тумори без разлика бенигни, малигни, можат да прават исто така компресија и да практично мора да помислиме дека може да биде некој воспалителен процес и така натаму, така да диагностиката е многу важна, бидејќи тоа е апсолутно многу битно за начинот на лекување понатаму како ќе оди. Секако во такви случаи
тоа не се лекува со физикална терапија, се препраќаат кај други специјалисти, да, но мораме да имаме во предвид дека не секогаш, иако најчесто се нели овие проблеми, дека може да биде и друга причината. Така. Кога станува збор за физикалната терапија, ги спомнавте оние дека постои широк спектар кој што се користи во физикалната медицина, меѓутоа ме интересира колку време е потребно или сето тоа индивидуално и зависно од состојбата на пациентот и од и причината поради која што чувствува таа болка или постои тој здравствен проблем, колку трае терапијата, колку треба да се посетува физијатар и дали може тоа да се направи речеме со една-две терапии да се отстрани проблемот. Затоа што некако луѓето како да сакаат што побрзо да заврши. Така е вистина. Целоној процес на терапија. На лекување, и на така лекување. Е. Секако дека пациентите сакаат брзо да оздрават. Да. Како што станува збори за други, да речеме, заболувања, така сакаат и овие болести да поминат, но најчесто ретко кога во медицината нешто брзо поминува, особено кога станува збор за хронични заболувања. Јас често споредувам и грип кога имаме, па не поминува за еден ден, два, ако би сакале, значи трае 5-7 дена, ете така, една настинка. Така да и ова, и другите видови на заболувања, кога станува збор за хронични болести, најчесто и ние не можеме да направиме комплетно излекување, исто така и кај овие дегенеративни, значи тука тоа е еден хроничен процес, хронична болест која се лекува различно во одредени фази, понатаму и се третира како терапија, да речеме, на одржување. Ние препорачуваме 2 пати годишно да се аплицира физикална терапија и секако важни се вежбите, да се продолжи со оние вежби кои пациентите ги научиле кај нас, да продолжат редовно да ги практицираат со цел да се зајакне мускулатурата на таа регија на телото, за да може да биде стабилен тој сегмент и да ги заштити практично и ребетот и зглобовите, да нема такво оптеретување, односно да биде оптеретувањето соодветно за зглобот кој што е зафатен, а не прекумерно, како што тоа обично се случува, па целиот тој процес да се унапредува. Исто така важни се ергономските совети кои ги даваме, значи како да се позиционира, како да се креве, да речеме, тежина, која е правилна положба на телото, начинот на седење, на стоење и така натаму. Така што целиот тој, би рекла, сплет од совети и терапија помага за да пациентите понатаму се компензирани, да немаат такви тегоби, да можат нормално да функционираат, иако тоа не значи дека болеста е излекувана потполно, тоа е исто вака еден разочарувачки факт обично за пациентите, кога ќе им кажам дека тоа е хронична болест и дека не може тој дискус да биде како што бил пред 10-20 години, дека затоа е важно да знаат што понатаму треба да направат, бидејќи најголем дел зависи од самите пациенти. Како и за другите заболувања, пример, не знам, кога има диабет, некој може да прима терапија, дали е тоа медикаментозна инсулин, но важна е и хигиенско-диететскиот режим, нели? Така да и за овие заболувања многу е важно и затоа се трудиме да им објасниме на пациентите што се случува, што е заболувањето и како можат самите да си помогнат. Кога доаѓаат на третман со физикална терапија, обично применуваме една сеанса од 10 терапии, 10 последователни, и тоа е, јас би рекла, еден минимален оптимум со кој можеме да очекуваме значително подобрување, стабилизација на состојбата, некогаш во одредени случаи потребно и подолго лекување, и 15, дури некогаш во еден акт со 20 третмани, да речеме кога има потреба поизразена, ако станува збор за некои невролошки дефицити и така натаму, особено тоа подолго лекување кај пациентите со невролошки заболувања, да речеме после мозочен удар и така натаму, тоа веќе сосема, да речем, поразличен начин на лекување во однос на овие дегенеративните, но пак, ќе речем, варира индивидуално. Секогаш е индивидуалната проценка во однос на состојбата на пациентот, диагнозата, соработката која имаме со пациентите. Знаете, многу е важно
пациенти кои соработуваат, кои ги слушаат советите, кои вежбаат и така натаму. Кај нив се повидни резултатите и побрзи, претпоставувам, доколку соработува. Побрзо е лекувањето и одржувањето на состојбата која сме ја постигнале со лекувањето е подолго трајна. Значи не се враќа повторно пациентот со некоја акутизирана состојба и повторно да треба одново лекувањето да започнува. Така. Кажете ми, физикалната терапија може ли да се користи како превентива? Да, може. Физикалната терапија може да се користи во превенција, затоа што практично многу мал број на контраиндикации има, се разбира дека има, но генерално секако кога е препишана од лекар специјалист и така натаму, може да се користи, особено делот од кинезитерапијата, односно вежбите. И за жал ретко ние гледаме пациенти кои доаѓаат во таква состојба, обично доаѓаат со болка и тоа во понапредната фаза кога е болеста, но тоа е многу важно затоа што кога навреме би ги научиле овие ергономски совети како да се позиционираат, како да седат, како да го држат телото и така натаму, ставот на телото е многу важна работа. Да ги практикуваат вежбите, секако дека е помала шансата да се развијат понатаму овие болести, така да тоа е важно. И исто така, еден дел е, да речеме, таа терапија не е превенција, затоа што веќе имаме одредена болест, но помага да не се дојде во ситуација на изразена болка, нели страдање и вакви компликации, кога веќе е поставена диагнозата, направено неко лекување, понатаму се дава препорака најчесто, да речеме на 5-6 месеци, да се повторат терапиите со цел да се одржува постигнатата состојба. Секако тоа не значи дека ако во меѓувреме се појави повторно, дека треба да се чекаат тие 5-6 месеци, може да се биде и порано, но пак зависно е која терапија и колку долго ја примал пациентот. Некои терапии можат да се повторат многу брзо, после 7-10 дена. За некој е потребно да се направи пауза месец и половина до 2 месеци и зависно колку бил претходно третманот, дали бил 10 дена, дали бил 15 дена, така да пак ќе кажам зависи и од претходното лекување. Секако лекарот физијатар ќе знае да направи што треба да направи, така. Да, а тоа е инаку често прашање, да, прашуваат колку долго е лекувањето, кога може пак да се повтори така натаму. Да. Сите се плашиме некако од повторно појавување на тие состојби, па препоставам дека тоа е причината за тоа што прашуваат. Кажете ми, рековте дека како еден од факторите за кои што се појавува овие мускулно-скелетните, болестите на мускулно-скелетниот систем се и брзиот начин на живот, неправилното седење, претпоставам, затоа ве прашав, впрочем, дали може некако да се превенира. Оно што би сакала да го начнеме, кога станува збор за физикалните третмани, спомнавте кинезитерапија. Може ли некако да се направи, да речеме, да им се покаже на луѓето и кинезитерапијата да стане дел од секојдневниот живот на луѓето со цел да спречат навремено да не дојде до појава на некои заболување на мускулно-скелетниот систем? Така, секако дека може да помогне. Пак ќе кажам, дегенеративните заболувања не можеме комплетно да ги превенираме, бидејќи е тоа еден процес на старење, но можеме да го одложиме процесот, што е многу важно, и да функционираме добро, да немаме болка, да немаме тегоби, без разлика што може би на рентген снимка ќе видиме ние некои знаци за дегенеративен процес, пример еве за некоја гонартроза на коленото, но таа може да е мирна, да не предизвикува симптоматологија. Така да многу често се случува и наодот на рентген да не кореспондира со моменталниот клинички наод. Кинезитерапијата е многу важна тука, и ако кога зборуваме кинезитерапија, нели, терапија, лекување со вежби за одредена состојба, но се слагам дека кога би се практикувала навремено, пред да се појават тегобите, дека ефектот ќе биде многу подобар. За среќа, да речеме, во денешно време се почесто и доаѓаат порано, особено родителите ги носат децата кога ќе забележат дека ставот на телото не им е добар. Исто така на систематски преглед кога одат, можеби колегите ќе
увидат дека може би има проблем искривување со ребетот и така натаму и ги препраќаат децата на специјалист физијатар, така да се почесто доаѓаат, иако и тогаш, да речам, веќе малку е подоцна, но сепак за разлика од години предходно, да, кога на тоа воопшто практично не се обрнуваше внимание, сега доаѓаат и лекувањето е, значи, со вежби кај децата на таа возраст, и како даваме соодветни вежби, нели, дали е сколиоза, кифоза и така натаму, но гледам дека се почесто навремено, кога ќе ги приметат првите тегоби, родителите ги носат, реагираат, ги носат децата, да. Сега малку е проблем што децата не сакаат баш да бидат исполнителни со вежбите, соработката е малку потешка, да речам, но сепак има и деца кои што вежбаат редовно и резултатите се секако подобри, за разлика од оние, бидејќи тоа е процес кој трае подолго, особено кај сколиозите, се додека не заврши растот, мора да се практикуваат тие вежби и така натаму, па малку се умараат, но затоа давам и други совети, да речеме конкретно за тој случај многу е добро децата да пливаат. Да. Така да може да се направи една убава комбинација за и на децата да им биде интересно, а сепак и од здравствен аспект да биде тоа задоволувачки начин на третман. Така, значи многу е важна соработката помеѓу докторот и пациентот. Апсолутно, и со децата и со возрастните соработката е многу важна. Ако немаме една добра комуникација и соработка, не може лекувањето да биде онака како што би сакале и ние како доктори и пациентите. Така. Кога ги спомнавте сите оние начини на третирање во физикалната медицина, спомнавте дека нема несакани ефекти, или пак се многу мали? Има, но се малку, да речеме, за разлика од медикаментозната терапија, кај што имаме поголем број на контраиндикации, несакани ефекти и така натаму. Во физикалната терапија тие се помалку, но сепак мора секогаш да ги имаме во предвид, за да не се направи негативен ефект. Најчесто, како едни општи контраиндикации, кога не даваме лекување со физикална терапија, се фебрилни состојби, значи состојби кога имаме покачена телесна температура, некои акутни инфективни заболувања, значи воспалителни процеси, потоа декомпензирани кардиолошки состојби, значи кога имаме болести на кардиоваскуларниот систем, и се случува некогаш, иако ретко, но се случува пациентите да дојдат и во таква состојба, водени од болката, да ги игнорираат овие други тегоби, да речеме покачен крвен притисок, кој што не е регулиран со терапија и така натаму, или аритмии и така натаму. Така да прво треба од кардиолошки аспект да бидат стабилизирани, па потоа да се оди со физикална терапија. Состојби кога има имплантирано пейсмейкер, тогаш не сме да се дава физикална терапија. Кај жените во бременост исто така е контраиндикација. Некои акутни крварења, значи состојби кога имаме крварења, одредени патологии на кожата, значи повреди на кожа, отворени рани и така натаму, тогаш исто така на тоа место не треба да се аплицира физикална терапија. Така што прилика се тоа тромбози, тромбофлебити, значи пак во доменот на кардиоваскуларните состојби. Така да и секако многу е важна проценката дали е таа состојба акутна, дали е хронична, во зависност од тоа каков вид на терапија ќе примениме, бидејќи повеќето терапии предизвикуваат една топлина, загревање на ткивата, кое што некогаш може да биде штетно за одредена состојба во смисол на влошување на тегобите. Да речеме, кога се работи за спортски повреди, еве не ги спомнавме, тоа е задолжително патологија која оди со подоцнежна физикална медицина и рехабилитација. Кај нив во акутната фаза не сме да се аплицира топлотни физикални процедури кои предизвикуваат топлина, бидејќи ќе се зголеми отокот, болката и така натаму, но затоа има други видови на терапија, да речеме третман со лазер или со магнетотерапија, криотерапија, може имаме сега
Техниката ни дозволува, значи има импулсни ултразвуци кои не предизвикуваат топлина и така натаму, така што можеме да направиме, има начин, но е добро е веднаш кај нив кога зборуваме за спортските повреди, колку што е или посттравматски состојби, побрзо да се започне со апликација на физикални процедури, бидејќи така регенерацијата на ткивата, подобрувањето е многу подобро и да не остави далекосежни, подоцнежни, значи последици, што обично се случуваше порано. Сега веќе и колегите, да речеме, од травма, од хирургија, веднаш ги праќаат на рехабилитација со физикална медицина, така да ефектот по здравјето е многу поголем. Да. Благодарение на технолошките достигнувања, така и на развојот на медицината. Така е. Докторке, тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да бидете дел од Второ мислење. Темата е навистина широка. Ете, ми дадовте идеја, може да се направи користење на физикална терапија во спортска медицина, кај спортистите особено, при нивни повреди. Јас се надам дека повторно ќе се видиме, ќе направиме уште еден убав и интересен разговор кој што како е значен за гледачите, затоа што има доста луѓе кои што знаат, односно кои што имаат проблеми со телото, кои што можеби не знаат каде да се обратат, физикалната медицина како напреднува и дава одлични резултати доколку ја има таа соработка, како што спомнавте, помеѓу докторот и пациентот. Ти благодарам. Ви благодарам на поканата. Вие, драги гледачи, останете со Второ мислење, погледнете ги останатите содржини. На нашето тло познато е дека растат растенија од кои се прават чаеви и препарати, пак може да помогнат при лекување на разни болести и состојби. Таква е и билката здравец, која е едногодишна или двегодишна билка. Расте од 25 до 30 сантиметри во висина. Потребно е сонце и плодна почва. Здравецот е дива билка и може да се најде исклучиво во шумските предели. Цветовите на оваа билка се појавуваат напролет, а нивната боја може да биде од бела до розова. Она што е многу важно за билката здравец е низиното лековито дејство. Во она е содржан танин, пектин, холин, флавонски хетерозит и етерични масла со јак мирис. Коренот на здравецот се вади напролет и на есен, а традиционално се користи за лекување на кожни болести, како што се изгореници и секотини, но чајот од коренот може да се користи и за испирање на воспаление на устната слузокожа. Чајот од цветовите, листовите и стеблото позитивно делува на работата на бубрезите, го зајакнува имунитетот и ги намалува симптомите на исцрпеност. Чајот од здравец ја ублажува нисоницата, ги намалува симптомите на анксиозност, PMS и менопауза. Покрај тоа, билката здравец во комбинација со други билки кои што имаат слични дејства, добро делува на репродуктивните органи кај жената, ја зголемува плодноста, па така се користи за лекување на стерилитет. Етеричното масло од здравец ја чисти кожата, па така оваа билка наоѓа примена и во козметиката. Чајот од здравец се подготвува на следниот начин. Една рамна лажичка исушен здравец се потопува со 2,5 децилитри зовриена вода. По 20 минути се процедува и се пие по 1 филџа на ден. Најдобро е овој чај да се пие наутро пред доручак. Стигнавме до самиот крај на емисијата Второ мислење. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и се надевам дека бевме едукативни за вас. Доколку нешто сте пропуштиле, погледнете ги репризите во недела и во среда, или пак може да не погледнете на нашата веб страна 24vesti.mk. Најновото издание гледате го следната сабота во истото време. До гледање.